Dami i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во Гласот на народот. Денешната тема ќе биде интересна и содржина ќе бидат интересни со оглед дека не знам како да почнам, со оглед дека имаме многу интересни работи. Ава е домашната речам, нашата Шекеринска стана втор човек во НАТО и велам како се знае што значи да бидеш вреден, ама не вреден за дома, вреден за надвор. Вели да биди што повеќе клиентелиста, сервилен и наградата ти е неизбежна. Да, за разлика од незиниот пајташ кој храбро тргна во еден празник, тоа беше Великден, мислам, или Божич, кај Штефан Филе и отида со единствена цел како да се симне режимот. Режимот на Никола Груевски, кој беше цврста ситуација кај што нема да го смени името. Така да излегува, секој сака да купи нешто и без пари. Излегува, ова се анализи ваши почитувани, еве јас ги пренесувам, и рекоа токму на еден голем христијански празник, заборавајќи дека основните обврски е да бидат со семејствата, тие отида на еден сервилен начин и ветија дека ќе го сторат тоа. Едниот побара, тоа е Зоран Заев, побара Нобелова награда. Го номинира некој си амбасадор кој исто така ние добивме шуткарта во Букуреш 2010-та, тој бил награден со орден за најуспешен амбасадор. Потоа, по негова номинација, шуткарта и таму не добил Зоран Заев, не добил Нобелова награда за мир, добил еден да речем, еден кроше од неговиот пријател Алексис Ципрас, директно во очи му кажа да почекавте уште малце, ќе признаевме вашата држава под уставното име, но до госпоѓата Шекеринска си доби тоа што си доби, стана втор човек на НАТО, ја и честитам и посакувам успех, верувам дека ќе ги заштити интересите на Македонија во вистинска смисла на зборот. И тоа што сакам почитувани, ајде да речам, за нешто што ни значи бренд, заштитен знак. Тоа е една прекрасна група која се вика Магнифико, која 65 години одбележа од незиното постоење, имајќи факт дека таа група направи едно ремек дело, представувајќи Македонија во сите пори на незиното живење. Преку 240 експонати на гостувањата на Магнифико во Светот и дома беа изложени како на изложба. Да. И така да, овие четворица, осим еден од групата, тоа е госпоѓата Невенка Кочовска, која, за жал, не е меѓу нас сега, во овој примерен живот. И навистина давам посебен почит за ова група. Еве ја ви замолам режијата, кратко само да даме еден фрагмент, каде што двете керки на Невена, заедно со таткото, испеа дел од една позната песна. Одиме и се враќаме во студијата. Звони се на чиста дел.
тоа е еден фрагмент кој навистина и јас исто така им благодарам на овие амбасадори кои ја представува Македонија насекаде во светот, заслужуваат и ќе дадеме простор повеќе во некои од моите магазини, бидејќи ова е производ македонски или made in Macedonија или изработено од Македонија, кој можете убаво да го консумирате, за разлика другото, горчливи се тие залаци. Бидејќи кај што зборат за неправда, предавство, тоа не е сладок производ. Сладок производ и ова е, почитувани. И јас го реализирав 2010 година на Македонска телевизија, во Гласот на народот, гледате се, тоа се 14 годинова дистанца, каде што академик Блажо Ристевски даде оценка, критика, анализа, порака, што значи ако се капитулира со името. Одиме со ова историска изјава. Прашањето денеска не е дојдено до таму да ја снема Македонија. Ако самата Македонија тоа не го дозволи. Ако нашата држава застане на своето историско име, не уставно име, уставите се менуваат, да се разбереме. Тоа е наше историско, генетско име. Ако дозволиме нашата политика и нашата држава, ако дозволи да се промени во каква и да е форма нашето име, тоа ќе представува автоматски промена на нашиот идентитет. Ние веќе нема да бидеме македонци. Ние веќе нема да имаме македонски јазик. Ние ќе бидеме без историја, бидејќи таа горна или долна не ќе има историја, не ќе има култура. Врз основа на што ќе постои државата? Овој народ може ли тоа да го голтне? Мислам дека нашите државници денеска мораат да имаат предвид за одговорноста пред овој народ. Одговорноста пред се. Многу е лесно да се прифаќаат советите наводно од Брисел или од Вашингтон. Не. Кога се работи за нашата кожа, овде се мисли и овде се действува и овде се решава. Без нас не можат да донесат решение. Беше време кога ние не бевме субјект и 13-та и 19-та година, кога не бевме субјект, други решаваа. Денеска сме ние субјект кој мора да учествува во решението. А какво ќе биде решението? Веќе рековме, сите ми се чини, зависи само од нас. И ако ние сме доследни и достојни на нашите претходници, кои со векови се бореа за македонска национална држава, и кога 44-та година се создаде таква, барем на еден дел од територијата на Македонија, може ли некој државник денеска да си дозволи таква слобода, да не речам дрскост, да подпишува какви и да е договори за елиминирање на македонското име и прифаќање некое друго именување, што ќе не оддели не само од македонците во Грција, во Бугарија, во Албанија, во диаспората, нас во светот веќе ќе не дистанцираат. Ние нема да бидеме тоа што сме биле во историјата. Дали со тоа ќе се уништи биолошкиот код на македонците? Биолошкиот нема да се уништи, да се разберем. Биолошкиот не вреди ако постои, не се ама ако не го именувате, се што нема име не постои, господин Томич. Само она што име постои. Ако ние сакаме да не снема, ќе бидеме безимени, како сега што сакаат. Да. Ова е изјава на академик доктор Блаже Ристовски. 2010, 14 години. Ова е визионерство. Не коментирам понатаму, знам дека ќе имате некои коментари. Почитувани, ова е вистина, ова е порака дадена пред 14 години. Затоа вече говорам со еден драг мој пријател и соговорник, експерт за општествено политички образовни избинувања, тоа е господин Ѓорѓи Илиевски. Добро вечер и добро дојдовте. Добре, најдов. Да бидам искрен, предизвик сме ние што сте со мене вечерва. Ве имав во мојот календар
но Бог сакаше вечера да бидете мој гостин. Апропо и ова. Ова е силна порака што ја упати академик Блажо Ристовски. Ја предскаже вистината и днината за Македонија, што е тоа што ќе ја снајде и ја снајде. Така. Господин Томич, јас ова што вие го дадовте сега пред 10 години, пред 14 години, не 10-14 години ја гледав на македонска телевизија. Ми се враќаат емоциите. Таа визионерност која што ја имаше Блаже, па и други исто Само така. да допунам, тука беа професор Михајло Миндовски Така. и Јагнула Куновска, кои се за респект, Така. таа тројка силно, Така. силен беден, Така. меѓу другото. Така. Тие емоции сега ми ги вратија назад, тие зборови визионерски. Што значи да се сака Македонија? Што значи да се сака името, идентитетот? Македонија е големото име, што ќе кажат многу паметни луѓе, меѓу кои и Конески. Сите ќе ни го сакаат името. Сите ќе го сакаат името Македонија и распарчувањето на Македонија. Но поголемиот дел од македонскиот народ е токму со таа визија за зачувување на името, националниот идентитет, македонските национални интереси, бидејќи друг излез немаме. Ние сме повторно распарчени од многу страни, како од источната страна, јужната страна, па до некаде можам да кажам и западната страна во некои работи. Во северната страна сега веќе ретерираат на нешто што е подобро, што ја сватија можда историјата дека македонскиот народ, македонската држава е вистината, со своја историја, со своји дејци, уште од 19 век. Не заборавајќи го Мисчирков, Чуповски и многу други дејци, па поаѓајќи од Првата, па Втората светска војна и сегашното делување и работење, но трагедијата наша е со доаѓањето на една предавничка анационална влада, како што беше СДСМ и ДУИ. За да го избегне она национално, што воопшто го немаат властите кои што беа на СДСМ, им го препуштија на ДУИ да ја води таа надворешна политика, да води политики на нешто што е предавство. Претходно Зоран Заев, со неговите изјави, со неговите анационални лични негови интереси, кои што сакаш да каже, дека ние сме ист народ со бугарите, дека Гоце Делчев е бугарин, дека ние постоиме сега, а претходно сме биле нешто што не сме, што е стварно една страшна трагедија македонска од едни вакви анационални личности кои што го ја раководеа Македонија. Наливно се да се фалсификува вистината за Македонија и македонската историја. Не може, Македонија си има своја историја. 70% од бугарите што се во Бугарија се македонци. Се македонци. Македонската голгота која што имала низ вековите и страдањата е македонска во Бугарија. Е македонска. Трагедијата е во тоа што тие наши македонски луѓе кои што се таму, кои што добија позиција на друго, се свртија против нас.
измисля некакви си македонски бугари и не знам што и така натака. Тоа страна на бугарската политика не ми изненадува, ниту и од грчката. Не ми изненадува од тие македонци кои што таму се претопија. И од тие може би нема да бидам изненаден, колку сум изненаден од овие предавници, Заев, Таче и целата таа свита, па тука е и Шеќеринска. Тука се и сите оние други кои што беа, кои што отворено зборува за промена на името. А во тие рамки добро им дојде и на раководството на ДУИ, на Али Ахмети, на Османи, на другите исто така гавази, кои што не предадоа. Темата е наслов апропо сето она што го слушнавме од вашата истражувачка дейност. Вие сте експерт по општествено-политички образовни збидувања и виш инспектор за образование. Така, во пензија. Каде што без разлика активен сте и се и натаму вие сте доста присутени во медиумите, во мас медиумите, преку вашите излагања, вашите колумни, значи сепак сте активен, што дава заправо на тие кои навистина имаат кратко паметење или тоа е убаво, не знаете зашто ја викам една акцелерација и треба на македонскиот народ, зашто? Пуста таа лоботомија што се случи во времето на енумието, кај што не смееле да зборат кои се и што се, дали се македонци. И се појави еден синдром на или дефект, дали смеат да се изразат дека се македонци. Но како и да е, таквите појави на анализи, на пораки од ваша страна и вашите колеги, е добро дојдено. Имајќи факт дека еден политичар, само уште 20 секунди, тоа ќе завршам со мој поширок коментар, влагат у политиката боси во делот на историјата, на познавање на својата, запознавање на својата историја, основни фундаментални вредности и незините вредности. Колку тоа и штети и наштети на Македонија? Па многу. И за ова кратко паметење, што Така. луѓето си имат некој... Многу. Еве, да речеме, не само што не си ја познаваат историјата, тоа е жалосно нешто, а добијат јаки функции и така натака, вклучувајќи го и она што политиката им го наметна и на таа историска комисија која што беше, која што сега е нова, и која што ова нова комисија историско образовна ќе ги согледа фактите и битностите што треба да бидат. Не полтронствата што некој ќе ги наметнува, со самото тоа наметнување да бидеме добри со бугарската политика, како би влегле во Европската Унија. Таквите предавства за креирање на една таква историја, а имаме јаки историчари, покојниот Блаже Ристовски го кажа, има и други исто така историчари кои што се ја знаат. Михајло Миновски, па морам да кажам историчарот професор Ванчо Ѓорѓиев, кој што во таа прилика таму не можејќи да ги трпи притисоците од страна на Османи и компанија, да се залага нешто да прифати така натака и ја напушти таа комисија. Луѓето алчни за пари, подкупени за пари, да се продаде идентитетот, да се продаде името. Тоа мора да завршат на историјата на будишето и да има одговорности. Предавањето на име и било што порано било острелано со затвори и не можејќи да го видат белиот ден. Продавајќи го името Македонија во некаква си северна, во не знам што, и одејќи од такви политичари, како председателот Пендаровски, кој што вика, па Гоце Делчев е бурен, или идиотизмите на
Денко Малевски, кој што вика дека Гоце Делчев е бугарин и дека На ние што се треба... должи тоа? На што се должи тоа? Па тоа се должи... Го спомнавте последниот, татко му ја напиша, мислам, химната. Химната, точно. Текстот, така, текстот. Точно. Ова е еден изрод на нештото. Јас за него сум пишал и во мојава книга Идиотизмот на Денко Малевски. Тој докторирал некој си империализам американски, така натака, но заборава дека неговиот татко се превртува во гробот од онакој што го слуша од неговиот син. Дали ти има одговорност за политичари и фалсификатори? Па, Имајќи факт дека неказнимоста во Македонија стана правило и закон. па видите, јас морам да кажам дека тоа треба да биде. Народот има надеж во ова власт што е сега. Со премиерот Христијан Мицкоски, со председателот Гордана Силјановска, Давкова, има надеж. Таа надеж не смее ова влада да ја пропушти, каде што го има народот. Народот кажа отворено и на изборите. Не промена на името за да се влезе некаде и да бидеме полтрони. Треба да имаме свое достоинство. Треба да имаме начин на опстој и разлики од тие што сакат да не асимилираат. Дали тоа од бугарска страна, дали од грчка страна, дали од некоја си европска земја, кој што или тоа ќе го направите, или не може да има... Дали мудроста во дипломатијата може да победи? Да. Имајќи факт дека, спомнавте повеќе пати, дека има неписмени политичари, политиканти, кои влегува во политиката, завзема големи позиции, од министри и така натаму, дури се пишуваше и у вашите текстови и општо и јавно мислење дека голем број политичари и министри беа со незавршени факултетски. Така е. Не е тоа никакво чудно. Можете да ни кажете нешто за тоа, еве? Па еве, да ви кажам сега, ние имавме до вчера еден министер за образование и наука, кој што докторирал во Тирана, Јетон Шакири, и добива од Струшкиот универзитет кај Рамис Мерко, и пред да му се нострифицира таа диплома, кој што почетокот беше стормителна, па морав да извршам притисок, да го добијам тоа решение за нострификација која ја добил, и добивам дека ја добил, како ја добил, значи, со нормално таму министри од ДУИ и така натака, ја добил во 2017 година. Тој наставно научното звање доцент го добија во 2016. Нонсенс! Тој е најголемиот образовен криминал кој што може да постои. Исто така, заменикот министер за внатрешни работи, па после беше заменик министер за правда, па заменик министер за образование, Агим Нухију. Тој, иако му мирува работниот однос, согласно законот за трудова, за работни односи, тој се унапредува предвремено, со две иницијативи, една од кај Рамис Мерко и една друга медијана од Тирана, од Албанија некоја, непознати, и се унапредуваат. Исто така се унапредува поранешниот министер за образование во времето кога беа заедно со Десковска, министерката за образование, му мирува работното и тој се унапредува. Во тој период, 2019 година, кога ги открив сите тие работи, и тој мобинг кој што се врше воз мене, па покревање на дисциплински постапки издржав. Најголема поддршка, почитуван Томич, не ја добив од институциите во Македонија. И затоа велам,
институционална облачност. Издадовте книга, една македонска институционална облачност. Да. Читаме тоа е оваа книга. Предпоставам дека се дел од сите ваши истражувачки истражувачки колумни, анализи и така натака. Каде бевте да речам, јако нападнати со сите видови условно да речам фигуративно арсеналиди? Прво бев нападнат од сите институции, прво нападнат од Народниот правобранител. Иџет Мемети. Него го пишувам. Парите се оттепувачка сега. Го фатија, каде што заедно со Врховниот судија си делеле пари и така натака. И нашата, во наводници, ефикасно судство прави тоа што прави, да ги вратат парите и да има помилување и ништо. Тоа е нонсенс. Зашто ве обвини Иџет Мемети? Односно немавте поддршка од него? Не, од него не ја добив поддршка. Тој го нападна заменикот народен правобранител Јован Андоновски. Затоа што Јован Андоновски заедно со една соработничка негова, Албанка, кој што честно се извршила својата работа и дојдоа да бидат присутни на мојата дисциплинска постапка која што се водеше во Министерството за образование и наука. Формирана комисија и да се поведи за мене постапка за моје бркање од работа. Што мислеве, затоа и не случајно ве поканив да ми дадете... Во тој момент сакам да кажам дека најголемата поддршка ја добив од амбасадорот Тимонеј, француски, од германскиот амбасадор, во тој период холандскиот, и од европскиот амбасадор во тој период кога беше, 19 година. Гир. Не, Гир сега беше, претходно. Каде што тие странски експерти кои што со мене разговараа за ова ситуација, беа вчудени и видени. Зарем е можно да добивам такви претења, бркање од работа, затоа што сум открил криминали. Затоа што вика не е можно во европската практика. Вие како министер за образование, вие како заменик министер за внатрешни работи, да работите и да работите незаконито. Да земате посебно пари. Посебно да добивате и пари за таквото нивно делување со некои си авторски дела. Таа поддршка ја добив и од над 5000 граѓани кои што ја напиша петиција борба против образовниот криминал и корупција. Како ја дефинирате ова нова појава? Прочитав дека во медиумите дел од комисијата за трудова медицина, или како се вика тоа, при Фондот за здравство, која е дефинирана пред 4-5 години, мислам, прочитав така, член на комисија е незавршен студент по медицина, има положено 5 испита, а ја земала лиценцата, ја само прераскажам колку е тоа, ја земала лиценцата од сопругот, бидејќи се снајде некако, ама како може да помине низ институциите во системот и да биде една од 3 доктори без лиценца и да дава мислења како првостепена или второстепена комисија за спреченост за работа. И за тие години се добила многу пари. Народни пари. Народни пари. И иста ситуација, не ми изненадува ова. Не ми изненадува затоа што за тоа сум го пишувал. Сум пишувал и за таа во Гевгелија, кој што и дале да доди на специализација на Штипскиот универзитет. Потрошени се невидени пари. И кога констатираат дека нема диплома, во Скопје се запишува на медицински факултет до дипломски, нема ни завршено, а вамо ја даваат во Штип да специализира. Нонсенс. Иста ситуација имаме во Штип што се откри. Јас бев лично да го откријам тоа. За еден доктор, така наречен доктор од Вепчани, кој што 5-6 години работел. Го поставувам прашањето што работеле инспекторите, здравствените инспектори, што работел, како делували работеле менаџерите на тие здравствени домови. Како делувал комисијата, лекарската комора како делувала.
Како тоа се провлекува? Тоа е чудно нешто. Тоа може само кај нас, затоа што, како што рековте, нема одговорност. Нема одговорности. Казливост. Казливост нема. И сега господинот, што го кажав, министри што се, направија со Десковска еден таков закон за високо образование 2018 да можат и да бидат министри, да бидат и пратеници, да бидат и се, 3 во 1. да, и да си предаваат. И на прв циклус, и на втор, и на трет, и да си земаат пари. Тоа е недопустиво. Не е тоа европска пракса. Дали е тоа криминал? Тоа е невиден образовен Конфликт на криминал. интереси. Па како? Во законот за суди на интереси и борба на криминалот членот 44 вели неспоиво се тоа. Јас понесов иницијатива. Таа иницијатива господјата партиски поставена Кацарска ја одби. Но се најдоа двајца од тој уставен суд. Осман Кадрију и Дарко Костадиновски, сега што е Председател Ставници. така, има издвоено мислење, каде што Кацарска него почитува меѓународната конвенција за борба против криминалот и корупцијата. Таа него почитува законот за суди на интереси. Значи, а секој закон донесен мора да биде врз основа на Уставот на Република Македонија. Господин Иливски, сакам да ве прашам. Господин Али Ахмети вели дека албанците се обесправени и дека побара поддршка од меѓународната заедница, дури од колегите политичари во соседството. Еве видовме премиерот замина вчера во Косово, јас му честитам во секој случај. Тоа е мудри, тоа се мудри чекори. Да, тоа се мудри чекори и дадов една моја поддршка. Тоа е вистински дипломатски чекор да воспостави соработка со нашиот сосед Косово, а со тоа и да се даде одговор на прашањето на Али Ахмети дали македонците албанците во Македонија се обесправени по сите основи. Знаете, морам да кажам, немам обичај да фалам или да се додворувам. Премиерот Христијан Мицкоски Ние не фалиме, ниту се додворуваме, да, но акцентираме. Како човек, како млад човек, пред него се македонските национални интереси. Ниту омраза кон албанци, турци, роми, така. Кои да се, Да. Тоа се лојални на држава. Ова што се случува кај нас во Македонија. Најголемиот шамар вчера на Али Ахмети му го удри Альбин Курти. Ама исто и Рама. Не сака да си го жртва четвртиот мандат. Така, значи и Рама, каде што кога немаш визија, кога нема зелен план, нели беа тие зелени, се бореа за екологијата и така натака, кога тоа го немаш, и сега измислуваш национални судир или одземање нешто што е право. Никој во Македонија не им го одзема правото ни на албанците, ни на турците да се учат на својот мајчин јазик. Да говорат, само тоа, и да говорат на својот мајчин јазик. Што не е пример во други држави. Нема такво нешто. Луката на демократија Америка, Британија, Франција, кај што има милиони алжирци, мароканци или подчинети на француската колонија. Подите вие во Франција, на алжирците 7 милиони, кажете му да зборуваат алжирски, тие зборуваат француски. Или во Германија, кај што има 5 милиони турци. 5 милиони турци. Кажете му ти на германецот да кажува... Или Британија. Точно така. Колку индици има. Точно. Кај нас... Во Америка, кај што има 220 нации, 200 Обединени нации, јазикот е англиски. Едино што јас се залагам, а и се залага, гледам и владата, и тоа треба да биде така, и ова коалициона влада, а ја слушам доста и президентката Гордана, значи битен е мерит системот.
Дали си ти албанец? Компетитивност и професионалност. Точно. Ја не знам, Режа, дали ја имаме, дали ме го имаме тој детаљ со престелката Силјановс како кој имаме, ја ќе ве знам, тоа е кратко, кај што дава насоки за паритетот во политичкиот амбиент во Македонија. Ако го имаме, може да одиме, ако не, ќе продолжиме. Дали го имаме? Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро. Ќе парафразирам. Госпоѓата Силјановска били во една ситуација за која повеќе пати збора. Джери Адамс и Шин Фейн, тоа се едно крило, знаете, кој си има тако обележи, ете на групација која е терористичка организација, профилирана како ета во Шпанија, во Каталонија. Дали може ли тие да биде инкорпорирани во британскиот парламент? No way, што викат, нема шанс. Нема шанси. Ти како некој политичко, како некој криво, меѓутоа, никаде во светот ги нема сите овие бенефити кои што Македонија ги има. Точно. И конечно, дали е време се уште за вакви играри, за вакви несериозни политиканти во македонската политичката сцена? И мајчин факт, ја ова ќе го кажам, повеќе пати велам, кога човек нема чувство на македонски, кој чече македонски не по биохемија, господин Иливски. Така, точно. Значи македонци по роди државјанство. Така. Тоа се сакат Македонија. Точно. Тука се родени. Така. Изводот на матични книги на родени им стои Македонија. Не им стои Тунгузија, ниту Арабија, така, ниту Абисинија, односно Албанија или Косово, кој да јас ги почитам овие држави, но треба ли да се гради еден респект кон државата во која се роди, не ја градиме заедно. Точно. Љубовта кон Македонија треба да биде на сите што живеат тука. Како на албанците, така на турците, ромите и лојалноста. Жртвата. Човекот кој што ја водеше надворешната политика Османи немаше чувство за Македонија. Тој одеше во Португалија да ги брани некои интереси на други држави, на Косово, или залагајќи се за, а не за нашите македонски интереси. Нападите кои што ги добивавме од страна на бугарските политичари, напади, навреди, не се огласија. Гледате само за овие неколку месеци што прави премиерот Христијан Мицкоски со проактивната надворешна политика. Младово дете Муцунски исто така. Давкова, председателката. Значи со таква политика проактивна да се почитуваат копенхагешките критериуми. Тоа е најбитната работа. Не, најбитната работа. Не, ние сега некои протоколи, не е проблем да ги ставиме бугарите во уставот. Но, ево и денеска слушам, нема никакви решенија дека уште ова ставете го, па повеќе нема се бара. Не. Така ни рекоа и за името, така ни рекоа и за многу работи, остапки направиве премногу остапки, и уште сега се залагаат, ако не го направиме ова, ќе јадиме корење. Не. Македонија ќе обстојувала и ќе обстои. Во контекст на сето тоа, велам дека господинот Блажо Ристовски кажа, мислам, ќе подсетиме тој дел од изјавата, вели, никој не може да ја делитира, да речем, да избрише Македонија, ако не го направат самите македонци. Точно. Има ли посилно од ова порака? Па, она што е многу битно, македонците во Македонија, и во етничка, и во граѓанска, треба да се сакат Македонија. А посебно македонците по род. Посебно македонците по род. Затоа што во многу прилики некои аналитичари викаат, па вие треба да бидете посилни. Јас сум вика албанец, јас си ја сакам Албанија, јас сакам и Македонија, ама јас ја сакам Албанија, си го сакам Косово, значи националното нивно ткиво е единствено. Колку таа одродничка кампања, да речем,
ги нарекуваат клиентелисти, ги нарекуваат соросоиди, да ја ги нарекувам соросоиди, ја нема зашто да кријам од тие емисии. Тоа го кажам бидејќи дефинитивно човекот кој ја создаде оваа кампања против Македонија, тоа е Џорџ Сорос. Точно. Во сите изминати години. Точно. Со шарена или коло револуцијата и сето она, за да се смени име и идентитет. Го слушнав на господин Ристовски што кажа, Така. со промена на името се менува идентитетот. Точно е, тоа е. Па тука е целата работа. Дали тие луѓе кои се некои ги викат измечари, сега се извинам, тоа се оценки на експерти, мои соговорници, кои одработуваат и веднаш се повикуваат као слипери, станувајте, почнете кампања. Имаме господин Томич и ваши новинари, колеги, кои што се измечари, и јас ги нарекувам загари. За да било добро кај нас, ни требало камшикари. Не. Сега, со ова влада, мора да имаме правда и правишност. Почитување на законите. Сите овие што се огрешиле, Али Ахмети треба да се го најде своето место во Хак. Да не спие судовите. Хашките случаеви се тука. И се бара. Не туку така ми се чини дека се викаше Мијатовиќ. Дојде Мијатовиќ. Така. Али Ахмети многу да не се кочопери дека се грижи за албанците. Нема се грижи за албанците. Тој се грижи за внукот, за снаата, за синот, за соварија, како да профитираат. А албанскиот народ, обичниот народ, Тој што нема што да јаде. па нема што да јаде, нема обично за живење. Па исто и ние како македонци, така. Тоа треба да бидеме загрижени за тие албанци, а не за една врхушка, кој што се случува кај нас, и сега Али Ахмети е загрижен. Но добро е што и европските личности, лидери, го свртија грбот. Јас знам, тоа го кажа дека се прочитано писмо и прочитана книга и дека да не очекуваат никаква поддршка. Влеговме у финале. Во 2 минути, која е вашата порака апропо насловот, уште еднашка, че има ли одговорност за политичари фалсификатори? Ова е вашата камера. Така, јас, почитувани гледачи, почитувани пријатели, се обраќам до владеачката гарнитура на власт. Неминувано е потребата да има одговорност. Без разлика од која националност, вера и од која политичка партија. Дали тоа станува збор за од ВМРО, од ВЛЕН или од било кој. Се она што е незаконито, се она што значи кражба на својот народ, на народните пари, треба да има одговорност. Исто така, неминовна е потребата на реформи во судството, во јавното обвинителство и во сите други институции. Господине Илиевски, ви благодарам многу за вашето учество и благодарам за книгата што ми ја посветивте, ми ја дадовте. Почитувани, тоа беше Ѓорѓе Илиевски, како што реков, експерт за општествено-политички образовни збидувања. Ова е таа книга која верувам дека треба да имате сите, интересна и по содржина и по суштина на оно се што поседува и нека биде еден буквар за сите нас. Еве, тоа беше за вечерашната емисија. Ви благодарам за вниманието. Гледајте не како реприза на полночи во недела во 10:02, а ве поканувам во петок со иста ексклузивна емисија во магазинот со Томич. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.